Поштовани гледачи, срекна нова година и срекни новогодишни и божикни празници. Еве не во новата година, денес 2 јануари, вториот ден од новата 2022 година, во нашиот редовен термин за емисијата Агроинфо на ТВ Канал Вес. Наши ваш гостин во оваа емисија е Ристо Велков од Сојузот на синдикати на земјоделски производители, за кој што ќе поразговараме за земјоделството 2021, очекувањата 2022 година. Господин Велков, срекна нова година, срекни новогодишни божикни празници. Добро дојдовте во емисијата Агроинфо. Благодарам за честитите, благодарам за поканата за учеството во првата емисија од новата година и најнапред од име на Сојузот на синдикатот на земјоделски производители, на сите граѓани од нашиот регион да им честитам новата 2022 година. Посебно честити за нашите земјоделски производители, би им посекал една успешна и берекетна 22 година и да се надеваме дека ќе биде уште подобра од минатата 2021 година. Така, на самиот почеток ајде да почнеме со она што е една ваша оценка, ваше видување за 2021 година во однос на земјоделството. Како поминавте? Она што генерална беше сликата, не можевме да видиме некои поголеми протести како што се случувале низ годините. Значи ли тоа дека помина откупот добро, дека реколта да помина добро, или веќе се намалува производството па и нема простор за да се формира незадоволство? Па, видите, сега како представник на земјоделци, мислам би требало да дадам малку пообширно на сето она што случуваше во 2021 година. Кога мислам пообширно, мислам дека не треба да се издвојува, мислам дека треба посебно да се даде слика за секој сектор од растителното производство, исто така и од животинското производство. Инаку, еве, како Струмица, регион градинарски, морам да кажам дека како никој од последните години нашиот градинар треба и мора да биде задоволен од сето она што го произведе, поготово од цената по која ги пласираше неговите производи. Значи зборувам за градинарските производи. Додека како представник на земјоделците, мислам, бидејќи тука има и представници од останатите сектори како што се лозарство, овоштарство, па дури и од животинско производство. Мораме да кажеме накратко за се она сето што се случуваше. Ако можеме да кажеме се пофално да речеме за градинар, мислам дека останатите сектори наидува на проблем поготово околу пласманот на нивните производи. Тука ќе ги земаме лозарите, мислам дека тие има проблем прво со пласманот, потоа има проблем со висината на цената на дадениот производ. Исто така еве сега бидејќи се уште и фаза на откуп на овошните производи, пред се јаболката станува како производ кој што е најзастапен во нашата држава. Мислам и тука нашите овоштари не се задоволни со пласманот на овој производ, а исто така на задоволство мораме да кажеме, еве веќе иако стартот е 15-20 дена со званичниот рок од откупот на тутунот, и тука има некое незадоволство, меѓутоа мислам дека треба да се излезе во пресред на нашите земјоделски производители и колку толку да се расчитат сите тие проблеми, а мислам дека тие проблематики до тие проблематики не може да дојде ако имаше, јас ние за пат изборувам во сите дебати, ако имаше постојани комуникации меѓу представниците на земјоделци, тоа е здруженијата или земјоделски производители, представници на Министерството и науката, тие три сегменти ако во текот на годината имаат почесто средби и градат некоја стратегија, ако досега е мањак на сите влади во овие 30 години од постоењето на нашата држава, мислам дека не може да доаѓа и нема да доаѓа до вакви проблематики. Меѓутоа, имајќи го фактот сето она што се случува, како и на кој начин нашиот земјоделски производител доаѓа до производство, можеби веќе и нема да се соочуваме со такви проблематики, бидејќи прво климатските фактори се го прават своето, така да нашиот земјоделски производител се потешко и потешко доаѓа до производ. Факт број 1 е веќе се помалку и помалку имаме вода. Мислам, ќе имаме недостаток со тек на времето од вода.
освен тоа имаме нагли промени на температурите, од високи температури нагло доаѓа до спушење на температурата, што негативно се одразува пред се кај сите растителни култури, а меѓутоа мораме да ги потенцираме градинарските култури кои се топлолюбиви, а ние како градинари сакајќи што поскоро да дојдеме до производ, излегуваме и без да имаме најава дека ќе има довлушување на времето, излегуваме ден порано за да се дојде до побрзо до производ. Меѓутоа не е само климатските фактори, бидејќи сето она што се случуваше, пак ќе потенцирам стратегијата во нашето земјоделие си го прави своето. Од година во година имаме се помал број на сите оние кои што се занимаваат и екзистенцијата бараат со земјоделието, а да не зборуваме на заинтересираноста на млади кои што сакаат да ја бараат екзистенцијата и опстанокот на своето семејство во земјоделието, бидејќи знаеме се, мораме да потенцираме и покрај некои добри карактеристики мораме да потенцираме сето она што се случува во нашиот аграр и доброто е на база на стихијни временски околности. Така, сега спомнавте повеќе работи, ајде да почнеме од стратегијата. Викате представници на земјоделските здруженија, како ќе ги усогласите, како ќе ги хармонизирате разногласијата кај земјоделските представници? Постојат различни здруженија, различни ставови, како да се дојде до хармонизација на ставовите кога станува збор за иднината на македонскиот аграр и според вас кога спомнуваме стратегија, што треба да содржи таа стратегија според вас? Кои се клучните аспекти кон кои што треба да бидат насочени земјоделските политики, а со самото тоа и активностите на поле? Како прво, што треба да донесе таа стратегија за добра клима, да кажеме, во нашиот аграр, мислам дека таа стратегија треба да произлезе од самите надлежни министерства или од владите кои што ја водат државата во секторот земјоделие. Меѓутоа, пак не поради тоа, јас мислам дека сум повеќе на страна на самиот земјоделски производител, оти знаеме се под какви околности доаѓа нашиот земјоделски производител до производ. Мислам дека има многу слабости во владите, поготово во Министерството за земјоделие, бидејќи имаме низа закони што се донесени, а се уште не се во функција. Пример, законот за окрупнување на земјоделско земјиште. Не само тој закон, и низа други закони, пред да се донесат, неминовно е да се слегне доле и да се пренесе на нашиот земјоделски производител како и на кој начин ќе ги применува тие законски регулативи, бидејќи тие закони се пред се за самиот земјоделски производител. Меѓутоа, што се однесува до министерствата и владите, тоа го прават самостојно, без да го запознаат нашиот земјоделски производител и затоа се доаѓа до негативен пристап околу прифакањето на дадени законски регулативи. И мислам се додека така се работи, мислам дека нема да ниту еден закон нема да биде прифатен од нашиот земјоделски производител, поготово морам да кажам дека реално гледано станува збор за една повозрастна популација на луѓе кои што се занимаваат со оваа дејност и затоа пак е потенцирано. Неминовно е слегнување на доле во базата и разгледување на сите оние закони кои што треба да се преминуваат во нашиот земјоделски сектор и заеднички да се усогласат за да можат полесно да се преминуваат. Додека го водиме разговорот до 27 јануари годинава, 2022 година, важи повикот преку платежната агенција за системи за наводнување капка по капка, бунари, површински води. Прашањето ми е следно: колку овие финансиски инструменти, дали на ниво преку агенција за платежната агенција за рурален развој или преку ИПАРД програмата, ви помагаат финансиски и го стимулираат земјоделството? Дали веќе земјоделците сите овие низ години назад се остручивте да аплицирате, да добивате првина финансиска помош преку мерките кои што ги дава платежната агенција, а на повисоко ниво искористеност за ИПАРД? Има ли капитал кој што може да го искористат земјоделците за да го развијат своето производство? Па сите тие проекти што се вклучени во самиот сектор земјоделие и помагаат колку толку да дојде до, мораме да потенцираме до поевтино производство, а тоа е се проектите, како што спомнавме, преку кои доаѓа до некои финански помоши нашиот земјоделски производител. Мислам, тука помошта се состои пред се во репроматеријали, меѓутоа пак е добро дојде, како што спомнавте, веќе неколку генерации
7-8 години, уште пред 7-8 години имаше проект во кој одредена група на земјоделски производители кои што ги исполнуваат условите се здобија со одредена количина на систем кап по кап, полиетиленско платно и некои други репроматеријали, така што му дојде како добродојде во сферата на самото производство и се од голема помош кои ги применува нашиот земјоделски производител во сферата на самото производство. Така да мислам сите оние земјоделски производители кои што ги следат сите оние нови трендови во сферата на производството со влесување на разни проекти преку ИПАРД програмата и други програми, мислам се добродојде за нашиот земјоделски производител, но пак ќе потенцирам за успехот да биде поголем, неминовно е вклучување и изнаоѓање начин како и на кој начин да се привлече нашиот млад земјоделец, наш млад граѓанин да се вклучи во земјоделието и сите и својот труд да го внесува во самото земјоделско производство, бидејќи веќе пак ќе кажам дека климата се го прави своето од ден на ден се повеќе, не само нашата држава и останатите држави ќе бидат зависни од производство на храна, бидејќи условите под кои што ќе се произведува во идна ќе бидат многу тешко и така да мислам дека од година во година производството земјоделско ќе биде се помало. Вие сте години наназад во земјоделството, кога ќе погледнете наназад, гледате ли модернизација на производството кај индивидуалните земјоделци во Струмичкиот регион? Ги прифаќаат ли промените? Прават ли обиди и напори за да го прескокнат тој отпор, таа резистентност кон нешто ново? Ги согледуваат ли придобивките од адаптација на земјоделството врз климатски промени, од примена на органски ѓубрива за да биде тоа што го произведуваат истовремено и здраво, па дали ја гледаат и поголемата слика, односно заштитата на животната средина, затоа што не е важно само краткорочно што ние ќе понудиме на пазарот како производ, туку какви ќе бидат долгорочните последици врз почвата. Еве да не заборавам од последното што спомнавте со заштитата на средината во која нашиот земјоделски производител делува, неминовно е да се обрке внимание на таа мерка, бидејќи евидентно е се поголем број од површините се загадуваат баш од тие причини, не водејќи грижа каде и на кои места се ставаат отпадоците од репроматеријалите кои што ги користи нашиот земјоделски производител. На почетокот спомнавте дали користи нашиот земјоделски производител современи технологии како што систем капка по капка, адаптирани на временските услови, како и на кој начин да влезе во циклусот на производството, по се до употребата на органските заштитни средства и органските ѓубрива при неговото производство. Сите оние земјоделци кои што се придржуваат на овој пристап на работа, пременувајќи систем кап по кап, не само во градинарството, тука и лозарството и лоштарството, значи се вкупниот растителен потенцијал во кој се искористуваат сите современи мерки, не само тие, и останатите мерки, да речеме во градинарството, во одредени услови применување на начин како да се дојде до амортизација на температура, тука станува при вториот циклус на производство во градинарство да се амортизира температурата со примена на заштитни мрежи. Освен тоа, што приносите со прифаќањето на таквите начини на производство се доста поголеми и поквалитетни. Самите производства се врши и заштита на одредени средства кои што се користат во самото производство. Еве ќе uzемаме системот кап по капка, сите оние што го применуваат знаат го знаат бенефитот од самата примена, бидејќи знаат колку количина вода треба да се даде на одредена култура во одреден временски период. Немал број на заштитни средства се употребуваат преку системот кап по кап. Поготово неминовно искрената да не се врши преку системот кап по кап, бидејќи се знае во која фаза, мора да се земе во обзир тоа многу помага, бидејќи самата технологија налага да имаме современи типови на ѓубрива, да секоја култура во одреден временски период користи различни типови на храна и мислам баш преку употребата на системот кап по кап, секој тој што ќе ги примени тие правилни мерки и таа правилна искрена правилна заштита доаѓа до феноменални резултати и со здрав производ и со зголемени количини по единица површина. Кои се предизвиците кои што стојат пред вас во 2022 година? Имате ли проблеми сега во моментов што се соочувате и
Мислам, најголемиот предизвик, имајќи у фактот дека ниедна влада досега не се погрижи да направи стратегија во нашето производство, да имаме едно планско производство, колку површини од дадена култура да бидат засадени или одједувани во одреден регион и колку количини и по која цена ќе бидат пласирани. Мислам дека установа најголемиот проблем климатските фактори, бидејќи знаеме дека температурата од 40 степени може да падне на 10 степени, па дури и на 5, што представуваат големи шокови кај самите култури кои што се наоѓаат на теренот и тука доаѓа до штети во квалитетот и висината на приносот, пак ќе потенцирам на самите култури од нивните производи. Да, за квалитетни производи секако треба и квалитетни семиња. Дали Македонија набавува семиња кои што ги задоволуваат сите параметри за да може на крајот да биде родот и квалитетот со одличен квалитет? Добро прашање, ги набавува. Јас мислам дека веќе 30 на година се занимавам со земјоделието. Зошто веќе нашата држава не изради стратегија околу сферата на самостојно производство на одредени семиња на култури, поготово што се одгледуваат и се погоди на климата во нашата држава. Инаку семејскиот материјал, нашиот земјоделски производител... Сметате дека научните институции во Македонија треба да поработат на автохтони семиња кои што... Автохтони сорти на одредени култури требало досега да се зачувуваат за да бидат пуштени кај нашиот земјоделски производител да ги одгледува. Инаку што се однесува, претежно семејскиот материјал е од увоз, што се набавува преку земјоделските аптеки. Мислам, релевантно, валидно, сите оние што набавуваат од аптеки кои што се валидни, значи, согласно законите увезуваат одредени семиња од одредени култури, мислам, тука имаме задоволство кај нашите земјоделски производители. Поготово самата технологија или прифаќањето на технологијата на начинот на производство, пред малку ги спомнам, систем кап, начин на исхрана и нашите земјоделски производители доаѓаат до одлични приноси од единица површина, мислам, во зависност од културата која што се одлучува нашиот земјоделски производител да ја одгледува дадената производствена година. Така, лично за вас 2021 како помина, има ли некој рекорд по кој што ќе ја паметите? Минатата година снимавме за добра продажба на индустријската, на малата пиперка, како и феферонката. Дали годинава останавте на тоа производство? Претходно, на почеток рекоме дека како градинар, и не само јас, и градинарите треба да бидат посебно задоволни од висината и пласманот на нивните производи, бидејќи како никогаш има една стандардна цена. Ево, ако претходната 20 година зелката беше 3 денари, оваа година од почеток до крај беше 30 денари, сега можеби сето тоа ќе се должи и на намаленото производство, така да следејќи сето она што се случува, трендот на самото производство, мислам, ако не се случат некои други аномалии што може да се случат во нашата држава, мислам дека има иднина за земјоделието, такво какво што е поставено и такво какво што го применува нашиот земјоделски производител за опстанокот на своето семејство и своја екзистенција, сакам да кажам. Мислам дека секој што има правилен пристап, сега зборувам за градинарите, малку е потешко за оние кои што имаат повеќе годишни култури, да речеме во лозарството и овощарството, тука не може да ја менеш културата секоја година. Додека што е карактеристично за нас градинарите, ние не едногодишни, има полугодишно култури, бидејќи знаеме дека 2 и 3 турнуса во текот на годината нашиот земјоделски производител произведува се со цел за да дојде до некоја поголема екзистенција за опстанок на своето семејство. Така. Јас ви благодарам, Велков, за вашето гостување во ова издание на емисијата Агроинфо. Ви посакувам успешна година, не само вас лично, туку и на сите земјоделци од Струмичкиот регион, па и пошироко, да имаме позитивни теми кои што ќе ги обработуваме во текот на годината. Да се надеваме дека ќе биде една ова 2022 година малку по-специфична за разлика од претходните. И баш за тие комуникации што ги зборувам, и ако сакаме да имаме успех во земјоделието, неминовно трите фактори да бидат заеднички и заеднички да делуваат, тогаш мислам успехот ќе биде неминовен во сферата на земјоделието. Така.
А ние, поштовани гледачи, продолжуваме понатаму со содржините во емисијата Агроинфо. Наред се стручните совети кои што за вас земјоделците ги дава Игор Ивановски, магистар по земјоделски науки, кој што е нашиот стручен консултант. Добар ден, почитувани. Бидејќи ова е прв прилог во ова земјоделска емисија во новава 2022 година, би сакал во моје име, во името на сите вработени од предсе ТВ канал ВИС, како и од вработените од Нано Тим трговија, земјоделска аптека Дабиле, кај што го снимам овој прилог, да ви ја честитам новата година, да ви посакам све најдобро, многу здравје, среќа и успеси. Но иако е нова година, празници, сепак празник за земјоделските производители нема, мора да се работи, се јават голем број на болести, штетници, парализирање на растенијата како резултат на поладно време, зимски период, и би сакал пред се да ве подсетам за некои работи. Прво и основно би сакал да ве подсетам за зерси. Зерси тоа е домат, кој што е многу рано од групата на рани сорти, многу рани сорти на домат, како за рано гренарско производство, но може и за покасно. Карактеристично е што е отпорен на пукање, потоа има убава боја, форма, розев домат, розева боја и нема зеленило околу него. Тежината на плодовите се движат околу 200 до 250 грама и обично дават 5 до 7 плодови на еден гроздак, народно што би рекле на една китка. Исто така за жилите би ве подсетил и за делтата, 85% хумусни и фолни киселини, исто така органски материи 50%, како и калиум, кој што е многу важен за овој период. Во однос на ѓубрива богати со фосфор, тоа е фосфамин, течно ѓубриво, кој што тука е доминантен фосфорот, доза на употреба 30 мл, значи секаде кај што земјоделскиот производител сака да употреби фосфорно ѓубре, тука го препорачуваме фосфаминот, доза на употреба 30 мл во 10 литра вода. Нормално, со цел да се избегнат одредени температурни шокови, би ве подсетил за амиксолот, природен стимулатор, аминокиселини, L-аминокиселини добиени од растително потекло, а од Агроуник би ве само подсетил и на Унимакс, тоа е гранулисано микробиолошко ѓубриво, стартно, кој што се употребува пред садење на одредените култури, значи без разлика дали е полјоделство, лозарство, овоштарство, или пак ако е лозарство и овоштарство, сега во предпочетокот на вегетација може да доаѓа и во комбинација со некој минерално гранулирано основно ѓубриво, или пак ако е во гренарството кај што има систем капка по капка, нема потреба да се употребува, само Унимаксот, доза на употреба во колку е чисто, да речеме кај што има систем капка по капка, 40 до 50 грама на 1 декар, а кога е со минерално комбинирање во лозарството и овоштарството, кај што обично нема систем капка по капка, доза на употреба се движи од 25 кг со 25 кг за декар заедно со минералното ѓубриво. Нормално, тука е и периодот кога голем број на овоштари размислуваат за зимско прскање. Би ве подсетил за зимското прскање најдобре да се употреби кемол. Тоа е тип на бело масло, знаете, за уништувањето на сите инсекти кои што презимуват, односно презимуват, заедно со или нородоксот или куренокс, тоа се бакарните фунгициди, затоа што овие фунгициди ги сузбиваат сите болести кои што презимуват во папките, пукнатините и така натаму. Значи се прави зимско капењето на овошките, значи пред се мора да се така наречено зимско капење на овошките, при што комбинација, да речеме, кезолот заедно со или нородоксот се употребува, се избањуваат убаво овошките, да потече, температура на која се употребува да е 5 степени или повеќе од 5 степени, значи навечер или наутро не е важно и да падне под 5, дента која се употребува, треба да е температурата да не е пониска од плюс 5 степени Целзусови. Ово помага, рекоме, да понатаму да немате проблеми во однос на појавата на болести и штетници кои што се јавуваат во овој зимски период през зимот, а потоа рано напролет да удри. Ова е, почитувани гледачи, сосема кратко за денешната земјоделска емисија.
ние се гледаме и понатаму во ова нова 2022 година со нови совети во однос на земјоделието, а со цел да се добие едно квалитетно производство, со цел да нема потоа проблеми во пласман и економската исплатливост на самото производство. И за крај на ова прва емисија во новата 2022 година, повторно да погледнеме што интересно се случува надвор од Македонија, кога станува збор за земјоделските технологии и нивната примена.
Почитувани, тоа беше се во оваа прва емисија од новата 2022 година. Ви посакувам среќни новогодишни божикни празници во 2022 година, да зборуваме само за теми кои што ќе го промовираат земјоделството, да има помалку проблеми, повеќе род и добар квалитет. Пријатно.